20 дена изборна кампања, присуство на сите митинзи на политичките партии, поминати повеќе од 6000 километри низ Македонија, многу линковски вклучувања, разговори со експерти, пренесување на најважните пораки од митинзите. Се ова се факти врзани за новиот начин на известување на телевизија Нова за време на оваа предизборна кампања. Мобилното студио ќе остане запаметено уште долго, како прв и веројатно најдобар начин за следење на избори. Мобилното студио на телевизија Нова е навистина предизвик за секој новинар, не само од новинарски аспект, туку и од технички аспект. Јас овие 2 недели сум била на неколку кампањи, на неколку митинзи и можам да кажам дека митинг како митинг од новинарски аспект се проследува секој пат исто, но голема поддршка и помош е тоа што го имаме мобилното студио со колегите внатре, со сета техника и опрема која што има, навистина ја олеснува работата, но и може да кажам дека и да не звучи нескромно, ова е нешто што го нема, барем не сме го виделе тука на нашите простори, пак ја повторам, е предизвик од новинарски аспект да се работи во вакви услови со ваков предизвик. Секако дека е напорно или секоја работа си има своја тежина, меѓутоа вака јас како новинар ова ми е прво искуство едни митинзи да една предизборна кампања да ја покривам преку едно вакво мобилно студио. Има подобри услови за работа, секако не само оној визуелен дел за гледачите, тука и ние како новинари имаме секако подобри работни услови. Си имаме место каде гостите да си ги викнеме на топло, да си направиме убав разговор, или да ги слушнеме нивните ставови. На телевизија Нова се наоѓа 10 дена мобилното студио. Генерално е забавно, значи имаме одлична соработка и со колегите кои што патуваат со нас, секако и еден од домаќините на мобилното студио. Со нас патуваат и многу гости и аналитичари кои што буквално целиот ден го посветуваат од Скопје да патуваат по градовите каде што ги следиме митинзите на поголемите политички партии. Значи забавно е, меѓутоа има одредени моменти каде што знае она да биде трка со време. Сите проблеми и дилеми се зад нас. Еве од каде денеска ќе ни се јават нашите новинари. Во недела веќе овој автобус ќе биде во Скопје, а ние можеби во некој од штабовите на поголемите политички партии, од каде ќе известуваме за изборните резултати. Така да ти благодарам за ова интервју и што еве гледачите можат да видат, да ја запознаат и другата страна на ова мобилно студио, како функционираме. Сакам да ја поздравам целата екипа со која изминативе еве речиси 3 недели заедно патувавме. Бевме тука и во добро и во лошо, и на топло и на ладно, но издржавме и поминавме супер.